Добра вечер, почитувани гледачи. Ова е 15 минути со, ја почнуваме новата сезона на оваа емисија и се надевам дека ќе уживате со гостите кои што ќе бидат дел од истата. Со мене вечерва е актерката Јулија Милкова, со која што ќе позборуваме за актуелни теми, односно проекти и активности во кои што таа е вклучена во моментов. Добра вечер, Јуле, добре дојде и драго ми е што имаме можност по еден подолг период повторно да разговараме. Добро вечер, Сузана, исто и на мое задоволство што повторно се гледаме и ете ќе поразговараме за актуелни теми и настани. Така, вчера имаше еден многу убав настан. Младите струмичани беа сигурно воодушевени од тоа што имаа можност да имат едно мало изненадување на нивниот рекреативен ден кој што го имале на патеката Свете Илија. Всушност, вие имавте една кампања со која што почнувате нов проект. Може ли да им објасниме на граѓаните, иако ние вчера информиравме за тоа, за што стануваше збор? Вака сега, тоа е проект, значи кој што финансиски е поддржан од Г1 програмата од буџетот на општина Струмица. Насловот на проектот, значи на целиот проект е Растеме здрави деца. Сега малку ќе те поправам затоа што активностите не почнаа во јули месец со тоа што моравме да одлучиме донацијата од тие технологии за кои што нели го подобруваат животот и животната средина во образованието, каде ќе се донираат. Така. Значи, тоа беше теренски активности. Да, теренски активности. Тоа вчера што го направивме и ќе продолжиме како активности да го правиме за децата, беше некако како ние да ги образоваме што тоа значи. Заради тоа што, како јас го сваќам, ние ќе донираме нели на едно училиште, во случајов на основното училиште Никола Вапцаров. Но како ние да се потрудиме да живееме и без тие технологии, да го олеснуваат животот, да имаме подобро здравје, но зошто се доведовме до ситуација да ни се потребни нели такви едни технологии? Јас често пати тоа се прашувам и сега кога го правевме проектот заедно со партнерската организација Добро соседство, рековме да главната цел е да ги набавиме тие технологии, но мораме да имаме и некакви други активности во кои што ќе ги потикнеме децата и ќе ги образоваме. Дојдовме на идеја дека често струмичани пешачат на бајрот, нели? И си рековме децата се радуваат на награди да земеме по некој подарок. Секој дете кое што ќе помине како што беше тоа, нели, вчера, секој дете кое што помина, беа со родители нормално, доби подарок заради тоа што решило да пешачи. Настанот претходно го објавивме дека ќе има подароци и секој кој што ќе помине во времето од 10 часот до 11:30 или до истрошување на залихите кои што ги имавме набавено, ќе добие подарок. Таквите активности ги мотивираат децата повеќе да пешачат, затоа што додека тоа го правевме, значи ние имавме интеракција со децата. Значи прашуваа зошто овој подарок и им велиме затоа што вие сте многу вредни, сте станале рано наутро, пешачите, пешачењето е здраво, пешачењето е добро. Треба да ја заштитувате природата, треба да ја чувате, да не фрлате отпадоци. Овој подарок кој што ќе ви го дадеме, ќе си го носите и потоа ќе си го вратите дома. Така да беше многу убаво. Значи тоа беа оние вртелешки кои што нели вртат на ветерот, децата многу се радуваат на тие, не само и децата, искрено кажано имаше и возрастни кои што се радуваат, дури и јас се радувам, затоа што сите имаме барем во една саксија ставено така. Да. И јас многу често знам со тие што ги имам по дома да си играм, нели ветерот, да видам колку ветерот како дува, да си ги вадам, да ги дуваме. Така да многу интересно и многу бевме задоволни вчера. Ем од насмевките на лицата на децата, ем од тоа што им го понудивме, ем како подарок, ем како настан. Одлично. И како продолжува понатаму проектот да се развива, што следува? Сега вака, да објаснам тоа што го сработивме, затоа што знам
дека ќе се роди сомневање, нели, зошто баш тоа училиште е избрано. Јас би сакала да објаснам на сите Општина Струмица требаше подетално. да се избере едно училиште, така? Значи, Општина Струмица ни помогна во одлуката. Значи, ние побаравме од нив да ни се посочи, да ни се даде кои училишта имаат такви технологии, кои училишта немаат и кој е бројот на училиштата. По тоа што го имам сега, јас и тука го носам за да не ги сгрешам бројките, да, Сандо Масев има најголем број на ученици, но вели Сандо Масев е вклучен веќе во таков проект. Што значи ако не добиле до сега во меѓувреме, ќе добијат. Точно не знам како, што таква информација немам. Исто така и Видое Подгорец има голем број на ученици, но и тоа е вклучен значи во проект. Заради тоа што имавме средства да биде бројот не помал нели од 800 ученици, излезе дека Никола Вапцаров е училиштето кое што не е влезен во проект, бројот не му е помал од 800 ученици. И затоа одлучивме вака заеднички и со општина Струмица, нормално, дека најдобро е во моментов Никола Вапцаров да ја добие таа донација. Во разговорите со директорот на училиштето дојдовме до заклучок и согласно нели буџетот кој што го имавме предвидено во предлог проектот, дека училиштето треба да добие 10 прочистувачи за воздух, 16 филтри за вода за тоалетните јазли и 1 диспансер за вода за во наставничката канцеларија. Дека тоа би било доволно. Тоа ќе го добијат, предвидено е, значи согласно буџетската рамка, некаде крај на ноември веќе да е завршена целата таа работа, значи да ги добијат, се разбира дека ние да бидат имплементирани со тоа што издруженијето ќе обезбеди човек кој што што треба да се направи мајсторски таму да ја заврши таа работа. Они немаат обврски кон тоа. Освен да ги активираат дечињата, заради тоа што имаме сега понатаму активности конкретно во училиштето. Добро. Во кој што сакаме исто така пак на тема на заштита на животна средина, да ги активираме дечињата, да направиме еден мал надпревар, дечињата да ги мотивираме. За која возрастна деца станува збор? За сите со тоа што нели ќе ни помагаат внатрешните таму вработени заради ситуацијата со COVID-19. На нас нема да ни биде овозможено ние многу да влегуваме и да се расшетуваме, но ние би дале задачи од типот на да нацртаат нешто. Има деца кои што пишуваат прекрасно, можеби некој сака да напише нели некаква поема на таа тема, можеби некоја дете сака да испее песна. Децата носат во себе различни таленти. Според мене малку е ограничувачки ако кажеме ајде нели само да цртаме. Некои деца умеат подобро да пишуваат. Нели? Така да ќе видиме, ќе се консултираме тоа некаде после 15 септември, нека тргне училишната година, да видиме како ќе е со тоа, па ќе направиме некаква таква акција, да ги ангажираме дечињата со тоа што пак ќе ги мотивираме со некакви награди, нормално, па ќе видиме како ќе се одвива. Ова е трета учебна година која што е прекршена со пандемијата, имајќи предвид дека минатата година беше речиси целата онлайн за учениците од 4 до 9 и во средните училишта. Пречи ли тоа и на работата на здруженијата, на реализацијата на проектите? Бидејќи еве вас ве затекна во многу проекти кои што беа планирани и предвидени со присуство на ученици. Која е твојата оценка, твоето размислување за функционирањето и за тоа како се ставиате? Најкомотно се покажа дека е летниот период, веројатно и пролетниот период, кога настаните може да се одржуваат на отворено. Сега ни доаѓа есен, ние лани се соочивме со таков проблем со детската представа Зелено ќоше, ги фативме последните викенди кога беше топло, за да можеме на отворено да ја изиграме представата, која што помина одлично, имаше многу интерес. Но сега не знам дали би ризикувала во затворено да се носат деца. Возрастните, да, значи има протокол, може да си играат представи за возрастни, носат маски. Со деца не ми е баш многу сигурно на затворено. Јас не би ризикувала такво нешто, иако оваа година пак за волја на вистината и повикот не беше таков за да можеме да направиме.
Да, Такво сигурно нешто. сте и внимавале како ќе ги планирате активностите токму од оваа Да. причина. Таа причина една работа што нели си кажавме, ако доколку би имало повик како би го тоа реализирале. Значи, Г1 програмата немаше, мислам, беше малку ограничувачки во однос на, што би рекла јас, духовното добро, затоа што сепак мојата работа и приоритет е тоа, нели? Некако беше малку повеќе фокусирана на материјалните добра, затоа што сепак се овие работи кои што треба да ги купиш. Но пробавме да не се задржиме само на тоа, затоа што во повикот имаше многу инфраструктура. Пробавме, освен тоа што ќе го дадеме како материјално добро, некако да се вплетеме во некакви активности на децата, да ги образоваме и да го извадиме и другото од нив. Јуле, ова е тема, нели, пак во однос на зачувувањето, на подобрувањето на животната средина. Колку тебе лично те погодува она што не се случува? Години наназад имавме проблеми со висока загаденост на воздухот, така што сметаш ли дека можеме со вакви активности да дадеме придонес во кревањето на јавната свест и кај младите и кај возрастните, вклучително и кај чинителите, институциите, оние кои што би требало малку повеќе да обратат внимание? Да, сметам дека можеме. Сметам дека се уште имаме недоволно проекти кои што ќе ја подигнат свеста малку на повисоко ниво, затоа што еве ќе го земам примерот од представата Зеленото кьоше. Значи, мајмунот таму на нас ни беше негативен лик кој што фрлаше ѓубре. Не сретнавме ни едно дете кое што го одобруваше односот на мајмунот. И на крај сите се радуваа дека мајмунот реши дека ѓубрето треба да се фрла во кантата за отпадоци, дека ќе ја чува природата. Така да, значи, они разбираат. Јас мислам дека дури можат и да не научат, затоа што не малку пати сум видела дечиња како отпадокот го фрлаат во канта за ѓубре, а возрастните не. Значи, ние мораме да научиме од нив, односно прво треба ние да ги научиме, па пак да се врати, нели, да врти тоа во круг, па они да ги потсетуваат возрастните што тоа значи. И мораме секогаш кога исто така одиме во природа, значи да внимаваме. Ако нема канта за отпадоци или такви работи, значи се става во ранчето. Носиме секогаш нешто со нас. Значи, немалку пати јас отпадокот сум го носела вака во рака додека да стигнам до негде. И тоа да, треба и повеќе канти за отпадоци да има по мое скромно мислење. Но директно да ти одговорам на прашањето, да, сметам дека е многу важно. Многу ми смета тоа што не ја чуваме природата, затоа што сите климатски промени доаѓаат од тоа наше однесување. Зошто непотребно да возиме автомобили, да ги испуштаме сите тие гасови, да загадуваме, ако нешто не е многу блиско и можеме да пропешачиме, можеме да земеме велосипед. Имам уште едно прашање за заокружување на овој разговор. Повторно е насочен кон тебе. Голем дел од твоите активности кои што се случуваат надвор од театарот, односно во граѓанскиот активизам, се поврзани со децата. Од каде тој порив да се работи, да се фокусираш на детето? И како, нели, насочени активности кон него, меѓутоа и вклучување на децата во проектите, представите со деца? Па, тоа е нешто што, искрено да ти кажам, пред ден-два сама се прашав. Зошто константно сум фокусирана на деца? Спонтано ли ти се наметна? Прво си реков дали јас се фокусирам на деца од како сум мајка. Се вратив малку години наназад, не е вистина. Значи, јас сум фокусирана на деца уште пред да станам мајка, затоа што јас, моите почетоци, првата моја професионална работа која што ми беше платена е работа со деца. Значи, јас водев првата емисија ми емисија за деца. Понатаму следува детски представи во Скопје по градинките, постојано тие се детски представи. Не можам да објаснам зошто, но јас уживам како вродено да ми е, значи уживам да работам со деца. Малку нескромно и децата кога ќе ме видат многу комуницираат со мене, што ми дава за право да си кажам дека сум им пријатна. И сакам да го продолжам тоа во што сум сигурна дека добро го работам.
А исто така и сметам дека приоритет секогаш треба да имаат децата во однос на другите работи кои што нели јас кога бирам сега дали да аплицирам ваков проект или таков проект, се викам децата имаат предност, ќе го направам за деца. А и некако веројатно и многу малку гледам здруженија кои што работат тука со деца. Така да и на нив не им сметам. Посакувам уште многу успешни проекти и многу насмевки измамени на детските лица и уште еднаш благодарност за гостувањето. Ти благодарам, Сузана, за поканата. Се надевам наскоро пак ќе се гледаме за убави работи да споруваме. Секако. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Останете со програмата на Канал Пис.